Драги мои, прекрасно време и секако се разбира сум во прекрасно друштво, бидејќи се научивме веќе да се будеме заедно со неа на утринската програма Ја сакам Македонија. Денес сме надвор од студиото од Сител, но сепак овие неколку минути ќе позборуваме со Јована Стомињовиќ, наша една прекрасна водителка, пред се позитивна личност, и сакам да се заблагодарам за одвоеното време и што денес сме во Скопје. Ти благодарам што си дел од мојата емисија. Јас многу ти благодарам што дојдовте, што посакавте, што изразивте желба да поразговарате со мене. Многу ми е драго, посебно кога млади луѓе, се интересираат за нашата работа и за нас генерално. Ги поздравувам сите гледачи и се надевам дека ќе им биде пријатно со нашиот разговор. Јована, веќе неколку години ја снимате, и си дел од Ја сакам Македонија, утринската емисија, која што е една од најпознатите кај нас. Кажи ми како се навикна сега со рано наутро станување, подготвување, знаеме ние жените какви сме пред се, па кој е твојот ритуал? Ми беше многу тешко на почетокот да се навикнам, да стекнам рутина да станувам во 5 часот наутро. Станувам, за сите оние кои можеби не знаат, и јас и моите колеги. За мене знаеш, и малку потешко затоа што ние жени треба шминка, треба коса, треба се да биде онака како што треба, и затоа станувам можеби малку порано од колегата Александар. Но затоа, како што кажа, со тек на време стекнуваш рутина и се навикнуваш. Едноставно, знаеш како, нема кога, некаде мораш да бидеш, ќе станеш. Тоа значи дека не ми е воопшто лесно, не е дека се будам наспана, не е дека ми е пријатно, никогаш тоа не се случило, многу ретко, можеби 2-3 пати во сиве овие 14 години да станам и да бидам наспана. Така што, генерално, го правам она што морам да го правам, но од друга страна и што сакам да го правам. Кога правиш нешто што сакаш, знаеш, се е полесно, нешто кон што имаш страст, имаш љубов, имаш просто на некој начин имаш задоволство од работата што ја работиш, и заради тоа, кога се има страст, ништо не е тешко, и затоа успеав да се навикам. Околу ритуалите ме праша. Најдобар совет за сите оние кои што стануваат рано, иако верувам дека сите оние го усвоиле веќе тоа, се да биде подготвено од вечерта, буквално, да нема никакви изненадувања, затоа што, верувајте, може да дојде покрај идеален план дека ќе облечете ова, тоа или овие чевли, или не знам каков ремен или која чанта, или може сабајлето да ви се случи да не сте виделе дека тоа не е како што треба, не е за појавување. Затоа се од вечерта секогаш подготвувам од глава до петици се она што ми е потребно, па дури правам план, за ова време ќе го ставам кафето водата да се стопли, за тоа време да мијам заби, мијам лице, се подготвувам, потоа се враќам, го правам кафето за да ми се излади, па потоа да му пристапувам кон шминкање и така. Имам само една рутина која што е добро усвоена и успевам да ти кажам за 45 минути сум скроз готова. Добро, за шминка секојаш треба да имаме време, и за кафе се разбира. Да. Кафето долги години не можев да замислам да станам или да почнам да се шминкам без да се напијам кафе. Во последниве, морам да признам, една година кога почна целата оваа ситуација со пандемијата, некако, бидејќи почнавме и секој ден да бидеме, порано работевме во некои смени во неделата, 2 пати па 3 пати со колегата да бидеме, па да се менувавме со другите колеги, но сега бидејќи поради оние правила кои што требаше да ги запазиме, да се појавуваме во смени и така, морав да доаѓам секој ден, затоа ми беше секоја минута важна за спиење, и малку подоцна почнав да станувам околу 5:15, 20, тоа е тоа. Малку подоцна тие 15-20 минути. Но тука автоматски нема време за кафе, ама видов дека целиот тим сите пијат кафе на работа, па велам ајде ќе пробам и јас, и некако се навикнав. А шминката е задолжителна. Јас чисто сега, пошто сум по емисија, а и од почит кон гледачите ќе ми простат, свртена сум кон сонцето за подобра светлина, па затоа нема да можам, ќе ги ставам повторно на очарите, но се шминкам сама. И како поминуваат годините, се помалку ќе се шминкам. Поголемо искуство. Па не, знаеш како, ликот просто кога е помлад трпи многу повеќе шминка, подоцна намалуваш на шминка. Знам, умеам телевизиски и фино да се нашминкам, иако за волја на вистината овде имаме професионалец кој што е навистина фантастичен, тоа е нашата Верче, која што секогаш се грижи за нашиот изглед.
И меѓутоа неа ја доверувам косата, фризурата, Така. да може да ми ја среди и така. Само се грижам за ова опремава тука, да ни ја чува, еве. Петар ќе се грижи за тоа. Петар е тука. И сега, Јована, на долги години нели си пред телевизија. Кажи ме, кој е твоето досегашно искуство? Што е она што научи во оваа професија? Пред малку кажавме и двете дека е многу убаво да се работи тоа што го сакаш. И секогаш нели, еве и сега кога зборуваш со голема емоција. Так. И најубаво е да се работи, еве. Да. Кој е твоето досегашно искуство? Што научи ти низ годините? Што научив? Научив, види, најдобрите лекции во однос на работата доаѓаат и се всушност оние меѓучовечките, за меѓучовечките односи. Работата ја учиш и секогаш колку повеќе настојуваш да учиш, ќе бидеш подобар во она што го правиш. Никогаш не треба да престанеме да учиме за својата работа, ако немаме каде, зборам за институција нели која што би правила обуки, имаме од кого. Учиш од оние кои што се најдобри според тебе и секогаш се усовршуваш и гледаш да биде од друга страна и самиот медиум бара, особено ако си толку долго и на ист медиум и во иста емисија, треба да менуваш нешто различно. Да, во стилот, во концептот, во начинот и така натаму, така што тој дел за работата е едноставен, треба да се учи и ќе бидеш се подобар и подобар, да вложуваш во себе, да вложуваш во знаење и да вложуваш во ресурси за да тоа биде се подобро за гледачите. Што се однесува до лекциите кои што велам се можеби изразени затоа што која и работа да ја работиш или каде и да си, особено кога почнуваш како помлад, нели, се запознаваш со луѓе, излегуваат понекогаш најубави пријателства и соработки, но излегуваат и конфликти. Најчесто ги обвинуваме колегите за тие конфликти, односно тој некој што нешто ни направил, нели? Да. Меѓутоа, научив лекција дека треба да се преиспиташ и самиот. Дали можеби со нешто си предизвикал некого да се чувствува така или пак да те нападне. Значи не секогаш луѓето кои што и ќе изреагираат лошо кон вас задолжително ви мислат лошо или се зли или не знам што. Можеби со некоја претходна постапка или нешто сте предизвикале да се чувствуваат повредено, па сакаат на тој начин да ви вратат. Значи преиспитување и пред се негување на тие односи, затоа што ние сме тим овде, како што сте и вие сега во моментов. Никој не е сам за себе доволен или најдобар, сите сме тим и треба да работиме така и да работиме за општо добро, за заедничко добро. Да функционирам. Да, да му помогнеме кога треба да се понесе сталагот, да не биде целиот товар на него. Да. А тој да помогне да бидеме што подобри на кадрот. Така. Сега што треба да поседува еден водител? Освен нели што викаме секогаш дека треба да поседува таа дарба, да сака да зборува, дикција, што друго според тебе? Да, дарба и нормално да вложува во тоа што велиш и дикција и право говорење и убаво говорење и стил и така натаму. Треба да биде добро информиран според мене, ако не е во моментот ништо не е ни страшно ни срамно да не знаеш, но добро е да се обидеш да дознаеш, посебно пред нели да зборуваш на некоја тема, затоа што на водителот е секогаш оној кој што е во служба на гледачот. Можеби еве јас сум денес твоја гостинка и сум во некоја своја служба, значи сега од мене зависи како јас ќе се представам и како ќе ме доживеат гледачите, дали ќе им се допаднам или не и така натаму, а ти си таа која што е во служба на гледачот и ти си и аналогно на тоа ги бираш и ликовите и содржините и ми испорачуваш содржина која што сметаш дека треба да биде интересна за нив. И затоа тоа е една важна поидовна точка за според мене добри водители, тоа се секогаш луѓето кои што го гледаат интересот на гледачот, а со самото тоа секогаш гледаат да обезбедат најдобра програма, најдобри ликови, најдобри теми, да внимателно одбираат и затоа се и добри и верувам дека ги сакаат гледачите. И сега го спомнавме на долгогодишното искуство, како се соочуваш со на пример некои негативни коментари или некојаш да си разочарана од нешто, како знаеш да одиш напред и да го заборавиш сето тоа? Бидејќи нели знаеме дека ова се учи така малце на позрели години, овој дел од приказната во кој што ќе сватиш дека критиката може да биде и конструктивна. Често луѓето си дозволуваат да не критикуваат или да те критикуваат или да го критикуваат од некои побуди кои што можеби не се убави и добро, тоа е окей, треба да кажеш. Тоа е едноставно така, да, секој има свое мислење. Меѓутоа некогаш луѓето критикуваат навистина со добра намера, односно затоа што сакаат да бидеш уште подобар. И ако ти кажат беше
не беше подготвена, некако ми беше дезориентирана, како да не знаеш каде си, што си, например, колегата или ова. Тоа не е за да те навреди, иако ти во прв момент само ќе почувствуваш болка од навредата. Да. Веројатно е за да ти каже дека ова не беше добро, а ти можеш подобро, ќе биде подобро и така натаму. Така што се справувам на тако, збројам до 3 да видам, да подразмислам дали е можеби добра намерата, па да не изреагирам да веднаш застанам во своја одбрана. А ако не е намерата добра, тогаш ќе се бранам Ете добар на совет. најдобар можен начин. Да. Што најмногу ти исполнува во оваа работа? Па ме исполнува Станувањето наутро. Нешто најмногу ме исполнува. Најмногу ме исполнува задоволството ако знам дека сме сработеле добре, сме направиле нешто добро. Било тоа гледливо, било интересно, предизвикало внимание кај гледачот. Мислата дека сега сите оние кои што не гледаат се викаат ова е добра емисија. Тоа најмногу ме исполнува дружењето, ме исполнува задоволувањето на гладта за информации, за контролирање на ситуацијата, владење со неа, не во смисла дека ја имам некаква моќ за било што, туку едноставно да си во темата, во информациите, во жижата на настаните, бидејќи таква е нашата програма утринска, да мора да ги следиме сите актуелности, а потоа и да ги профилтрираме и да ги пренесеме на гледачите. Така, некои интересни случаи. Ево сега зборував, обично на крајот на годината, таму ми е тачната? Добро, фала, Петар. Кавалер. Да. А само гледам бидејќи веќе им открива на гледачите, си ги оставивме опремата и своите лични работи на една клупа, а јас сум свртена со грб и само подгледнувам, беше ја нема наеднаш. А Петар нема обврска да ја чува, но е се погрижил вистински кавалер. Супер. Што беше мавето? Некои интересни случаи. Да, интересни случаи. Сега во овој период снимавме некои предновогодишни емисии, така и баш се потсетив на некој од нив. Една, можеби најинтересна и најсвежа е што поради ситуацијата со пандемијата се разделивме во однос на тоа да бидеме единачно да водиме неколку изданија и бев сама, значи го немаше Александар тоа утро. Се подготвив се за на емисија и се тргнувам да се излезам од дома, клучот во бравата не сака да мрдне никако, значи заглавена, ама не мрда воопшто. Се обидував некои 20 минути, видов дека времето сериозно ме гази, се јавив кај колегата, единствено нешто што може да се сетам, да се јавам кај продуцентот и да се обидем можеби од надворешната страна да ме отклучи. Фрлив низ прозорец клучот, тој го зема, пробуваше, се обидуваше, ништо не бива. И што да правиме, се јавуваме кај бравар кој што го најдовме на интернет. Човекот за секој случај, веројатно таква име службата за секој случај, па работи од 24/7, така и пишуваше. Се јавивме, рече, добро, ќе дојдам веднаш, меѓутоа постојат две опции, или ќе ти отворам за 5 минути, или ќе треба 5 часа да се буши, бидејќи е блиндор врата. И така во незнаење комуницирав со режија да најдат што да пуштат, да емитуваат. Колешка една среќа која што беше утрото дежурна на линкови, влезе во студио, почна да ја води емисијата за да не доцни. Имав толку многу стрес, стасав некаде после час и половина кога успеа човекот да ми отвори, ама ете, тоа е една интересна случка, интересна, нели? Да. Полна со стрес, но нешто што може да ти се случи и да нема емисија затоа што си заклучен дома од собствената врата, да ти го направи тоа, која што треба да те чува. Но се излезело добро. Да, се излезело добро на крајот. Сега Јована, пред да бидеш на водител, ти имаше и кариера манекенска. Зошто прекина со манекенството? Што се случи? Па дојде време, искрено ти кажам, едноставно после јас се занимавав со тој моделинг, како што популарно го кажуваат, во време кога бев студентка. И малку потоа, тогаш имаше навистина многу убави модни случувања кај нас, имаше модни недели, имаше многу дизајнери од странство кои што доаѓаа, покажуваа, прикажуваа своји колекции. Имавме многу работа и ни беше многу убаво и интересно и успевавме да се заработиме од тоа, нели, што особено добро ни доаѓаше во тие студентски денови, но потоцна доаѓаат нови ликови, нови лица на кои што треба да им отстапиш простор. Јас дури и во тоа време кога ние бевме помладата генерација, велам, што не си отидат овие, викам, постариве манекенки, тие попопуларни, повеќе ги бараат, да можеме ние да отвориме ревија, да затвориме, да бидеме главни. Така што јас го направив тоа, кога дојде време, се тргнав за да можат новите фантастични манекени и манекенки, нови лица да си го направат своето. Која мислиш дека е разликата денес? Да, тоа што го спомна за модата, па некако се замре, не зборам од аспект на пандемија, туку и пред тоа веќе такви случувања нема. Има
Fashion Weekend, нели тоа што се организира, има и дизајнери, луѓето си работат и се, меѓутоа тогаш некако имаше многу голема популарност. Тие случувања беа толку присутни во медиумите. Ние како манекени бевме многу популарни затоа што ни се отстапуваше простор за во гостувања, во представувања на нас и така натаму во магазини. Некако интересот за нас и за нашата работа беше многу поголем и заради тоа беше, да речам, поатрактивно вака за работење. А сега може би работат и по-професионално, Так. не знам. Меѓутоа гледам дека слабо се застапени во медиумите. Така. Сега, Јована, ти си дел и од убавина и здравје, а па како го подредуваш своето време? Колку е тешко, нели, за да има настани, тука, нели, се истакнува и козметиката, убавината на жената. Што на што треба, нели, да се последува? Како да најдеме време за себе си, бидејќи знаеме дека секојаш кога станува збор за убавината, ние секојаш пронаѓаме време, но некојаш знаеме да кажеме, еве, немам време, па... Да, не, тоа е првата грешка. Не треба да го правиме, ја правам и јас, не дека не ја правам. Ја прават сите. Прво и нешто што треба да се кажеме, секогаш да пронајдеме време да изгледаме добро. Тоа на крајот на криштата не е само поради нас, туку и поради другите. Секој сака да гледа во тебе кога си убаво средена и кога си, нели, дотерана. Не мора тоа воопшто да биде некоја голема инвестиција, се е во зависност од можностите, од средствата со кои што располагаме, меѓутоа не. Дури и кога самата кажа, не ти е до ништо, не можеш да се пресоблекуваш сега да се средуваш. Има е на ум дека не треба тоа да го направиш. Просто како забрана да биде. Нема, ќе најдам 5 минути, ќе ставам, нели, пудра на лицето, ќе подсредам косата, ќе облечам некоја убава атрактивна боја, ако не сакам нешто што не ми е комотно и пријатно. Така што тоа е нешто што никогаш не треба да го направиме, никогаш да не забораваме на себе. Жените обично и кога ќе основаат семејство, секогаш тоа им е најголемиот изговор. Просто немаат време да се посветат себе си и го жртвуваат токму тоа за сметка на домот, на сопругот, на децата и така натаму. Не, нека не се, затоа после се нормално се јавува на незадоволство, затоа што жртвата за сите останати го прави тоа, да се чувствуваш како искористен на крајот на криштата. Не, секогаш или просто поделете го тоа време еднакво на сите, а за себе задолжително земете еден мал дел. Тоа е нешто што советуваме во убавина и здравје. Важно, да. Бидејќи јас спомна, јас сум уредничка на убавина и здравје и со задоволство таму секогаш одбираме вакви женски теми на кои што зборуваме и јас и ти денес и ги бараме најдобрите совети за да едноставно тоа биде интересно четиво во кое што веќе па 14 години уживаат читателките, што ми е многу драго. Да, и секојаш има убави работи кои што со задоволство сакаме да ги читаме. Да. Јована, кои работи ти исполнуваат? Па ми исполнуваат убави пријателства покрај семејните односи и миговите со семејството кои што ми се многу важни. Ми исполнуваат пријателствата, оние кои што ми се веќе долгогодишните, дружењето нормално со луѓето, но и запознавањето нови и прекрасни луѓе. Секогаш мене она што може да ме воодушеви се луѓето. Малку ме воодушевуваат некои предмети, секогаш луѓето се тие кои што умеат да ме воодушеват и автоматски ме исполнуваат тие дружења. Сега ги сменивме малку начините на кои што комуницираме со нашите драги луѓе, но сепак се надевам дека наскоро се ова ќе биде минато и ќе можам да уживам во тоа што ме исполнува, тоа е се повеќе дружење. Така, да, работи кои што те разочарале во животот. Не си знаела да ги пребродиш. Повторно тоа, не затоа што имам големи очекувања, па не заради тоа, секогаш така психолозите не советуваат или не караат. Зошто те разочарале? Затоа што ти имаш големи очекувања. Ете така. Па не мора да е така, не е секогаш така, ако најдеш време за убава анализа на односот кој што заслужува анализа, нели, ако е важен, така натаму, веројатно ќе заклучиш дека некаде си бил можеби повреден на некој начин на кој што не требало и само тоа би можело да ме разочара. Но тоа ретко се случува зашто во основа немам некои големи очекувања од луѓето и можеби мојот најголем квалитет е секогаш им оставам многу слобода. Околу мене немаат правила некои на однесување, нормално, и обично тие луѓе се околу мене чии однесување мене ми се допаѓа, но никогаш нема никого да осудам ако се однесува вака или онака, едноставно ќе се повлечам ако не можам во тој однос да функционира. Така. Не сега пред самиот крај, кажи ми каков колега Александар, дали те нервира?
Не воопшто. Го поздравувам. Јас го поздравуваме многу Александра. Јас и Александра се знаеме многу одамна, професионално. Меѓутоа никогаш не сме се дружеле затоа што просто така ни биле различни круговите на луѓе, меѓутоа сме се почитувале секогаш и сега овој концепт на утринската не спои нас буквално да минуваме многу долго време заедно. Нормално во утринската по 3,5 часа трае таа утрата, а како би поминале поубаво утрата ако не направиш некои фини другарски односи со твојот прв колега и партнер во таа работа и двајцата се потрудивме околу тоа. Тргнавме на страна и суети и се она што може да загрози еден таков однос и успеавме, мислам, да направиме добар тим кој што се надевам ќе го негуваме и ќе функционира уште вие добро. сте одлични, продолжите само така. Фала ти многу. Сега, за како јавна личност, колку успеваш да го задржиш својот приватен живот? Па успеав, сиве овие години успеав, колеги, новинари ме прашувале, сакале да зборуваме на таа тема. Сум одбивала од причина што и веќе го имам кажано тоа неколку пати секој пат кога ме прашале, затоа што сметам дека таа интима треба да ја задржам за себе, затоа што мојот однос партнерски не е нешто што би го употребувала во некаква собствена промоција. Тоа се плашам да го правам, затоа што ми е многу битен и затоа сметам дека е добро да остане за мене. Најважно нешто што секако ќе ги интересира и гледачите е дека сум среќна, дека сум исполнета, дека сум во Тоа е најважно. Убав партнерски однос, долги години и дека се е во ред. Тоа е најважно, ето така и да не прашуваат повеќе. Да, па не, може да прашате, како рековме, нема лоши Да. прашања, има само лоши одговори, Одговори. а твоите прашања се секогаш супер. Ти благодарам. Ти благодарам за одвоеното време и за оваа убава прошетка во Скопје. Те очекуваме во Штип, во нашето студио, телевизија Mnet. Ти благодарам за одговорите и ти посакувам се најдобри исполнувања сите твои замисли и цели. Нека оваа година ти биде уште поуспешна и подобра од претходната. И здраве, живи, се надевам дека уште еднаш вака убава ќе си помобити. Благодарам многу и на тебе и на екипата, на овие прекрасни момци што дојдовте поради мене. Тука денес во овој градски парк ми беше многу пријатно и убаво. Бев неодамна во Штип, но службено, едва чекам да си дадам приватно и да си јадам пастермајлија, се знае, без тоа не се заминува Без Штип. тоа не. И да си направи еден убав шопинг, затоа што кај вас има и убави работи да се купат и се. И се надевам со задоволство ќе се дружиме и таму. Да, те очекувам. Чао, чао.